Дојави за бомби во училишта, трговски центри, спортски сали, скандал со државјанството на контроверзниот Онишченко, нов директор на АНБ. Периодов, вестите од безбедносно-разузнавачкиот сектор се во топ 3 и на традиционалните и во онлайн медиумите. Миомир Серафиновиќ е новинар кој катадневно бара одговори од представници на овие институции. Тој признава дека во услови на мали редакции, новинарите се принудени да покриваат различни области, вклучително и безбедносниот сектор, но оттаму информирањето на јавноста дополнително се отежнува со пуштање завеса од магла. Првото е, има надлежни, јас не сум надлежен, ама не ми и покажува тотален неинтерес, тотална незаинтересираност за тема за која сите се интересираат. Втората работа е дека службите, надлежните, работат, дадени се сите тие насоки, добро напредуваме, пример со бомбите, со заканите за бомби, дека добро напредуваме, а постојано ни се повторуваат. Сега не знаеме ниту дали се од еден извор, дали се од повеќе, дали е тоа детска игра која се повторува и се тестираат младите информатичари. Ние од тоа не го знаеме, меѓутоа знаеме дека сериозно се работи да се открие тоа. Серафиновиќ е еден од малкуте новинари што го покриваат безбедносно-разузнавачкиот сектор уште од 99-та. Маглата, вели тој, успешно се сее низ годините и обстојува. Имаме напредок, зголемување на транспарентност, меѓутоа имаме и жилавост на тие тајните служби, а и другите безбедносни фактори кои се обидуваат да прикријат или да сокријат некои информации кои се од голем интерес за новинарите при обработување на определени теми кои не се позитивни за таа институција. Представници на невладиниот сектор пак, кои имаат тесна соработка со безбедносните служби, имаат поблага перцепција за транспарентноста на овие институции. Тоа веројатно се должи на фактот дека веројатно недоволно осетливи или недоволно интрузивни информации мене ми биле потребни. Она што ние пробуваме да го комуницираме со нив е градењето на доверба со граѓанското општество, односот према јавноста, формите на комуникација, комуникацијските стратегии, степенот на отвореност, присутност во дали традиционални, дали нови медиуми кои што овие. Како ви оди? Не можам да кажам дека оди многу брилијантно, не можам да кажам дека не оди. Кога ќе дојдат они да кажат дека има транспарентност, ви кажуваат перформанс. Јас се појавив на 5 емисии и јас сум транспарентен. Не полека на која емисија, какви прашања, зашто разговаравте, што кажавте. Тоа е веќе ефективност, тоа е друг тип намерење на ефикасноста на институцијата. Методи Хаџијанев е универзитетски професор и експерт за безбедност. Тој вели дека надвор од законската регулатива, опсегот на чинители во безбедносниот сектор е многу поголем и потребата за хранење со информации постојано ќе расте. Затоа, неговиот совет е да се напушти комфорт зоната и институциите да се отворат кон јавноста. Има до одреден момент одредена вистина во тоа дека со давање на одредени податоци би можело да се наруши истрагата и да се даде малце лош тек во истрагата. Меѓутоа постојат одредени сегменти кои што можат транспарентно и јавно да се кажат и во западниот свет не е туѓо да и во тек на истрага вие да соопштувате одредени информации од причина што прво тие служат за одвраќање од идни такви дела, второ за подигање на свеста на јавноста за проблемот и трето за на некој начин мобилизирање на јавноста, односно на комуната во помагање или во придонес преку инклузивност во спроведување на безбедносни ризици, односно справување со тие безбедносни ризици. Хибридните закани и хибридните напади се појава на која ќе треба да се навикнеме, смета Хаџијанев. Според него, безбедносно-разузнавачкиот сектор треба да е видлив во јавноста за да се спречи ширење паника. Оние кои што се најповикани да ја испорачаат безбедноста на граѓаните, мора да го следат тоа, соодветно да направат градење на капацитетите, да извршат соодветна реформа и врз основа на тоа да го подигнат своето ниво на рамниште преку кое ќе го обезбедат балансот за кој што зборевме. А тоа е да ја задржат демократската култура, односно демократските вредности, но во исто време да испорачаат и безбедност на граѓаните. Стратегија, акциони план. Сонја Стојановиќ Гајќ од Белградскиот центар за безбедносна политика посочува дека и покрај специфичноста на секоја држава,
земјите од регионот ја поминале првата генерација реформи, што значи прилагодени устави, добри закони и релевантни институции. Но političari guraju institucije bezbednosti da rade za njih, a ne za građane, da njih štite od istraga veze za korupciju, organizovani kriminal, ili da ih zloupotrebljavaju, da napadaju svoje protivnike, pritiskaju recimo novinare koji otkrivaju neke osetljive teme ili organizacije civilnog društva, a da štite pripadnike njihovih partija i njihov krug. Стојановиќ Гајќ вели дека војната во Украина повторно го издигна прашањето за безбедноста високо на агендата. Većina bezbednosnih profesionalaca, ne samo kod nas, je naučeno da je bezbednost nešto posebno, da je poverljivo, a zapravo je zlatni standard u reformi sektora bezbednosti da institucije bezbednosti treba da se ponašaju kao bilo koji drugi deo državne uprave. Последната обука за представници на граѓански организации и медиуми е дел од серијата активности планирани од Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДИКАВ, за поактивно вклучување на невладиниот сектор и новинарите во граѓанскиот надзор. Обуката беше фокусирана на прашања поврзани со транспарентноста, отчетноста и отвореноста на безбедносните и разузнавачките институции во ера на високи ризици за безбедноста и на голема побарувачка на информации од јавноста. Прво тоа би им го порачал дека кога ќе ве прашат нешто од новинарите, одговорете им конкретно на прашањето, а не да цитирате закон кој го има на интернет и кој може да го најде секој. Значи, ако по-фере од нивна страна не можеме да ви одговориме на тоа прашање, отколку да се одговори дека истрагата е во тек, пример, сега кажувам, истрагата е во тек, или ќе се цитира определен член од законот, колку за да се каже еве дека транспарентноста е задоволена, иако суштината не е задоволена. Треба време да помине, треба едноставно да се изградат побарувачката и понудата. Овдека побарувачката не е доволно изградена, понудата од страна на институциите нема потреба да биде преголема, затоа што побарувачката во смисла на тоа колку ние како јавност се занимаваме со тоа, они што прават, не е секогаш на некое високо ниво или не е константно. Морате прво да ја смените културата во пристапот, морате да направите поголема инклузивност и да видите дека одбраната или безбедноста ќе ја барате во повеќе слоеви, не само на границите на државата, не само во безбедносниот сектор, туку во сите актери во општеството кои што се вклучени во тие канали од каде што доаѓаат векторите на закан. Граѓанското општество е двигател на промени и коректив на безбедносните политики и практики. А тоа е можно само преку соработка и градење доверба меѓу безбедносно-разузнавачките институции и граѓанското општество. Mislim da je početak za zajedničko zalaganje za bezbednost da verujemo jedni drugi.